Не ке се запрекаваме со тегла мет. Леле, човече, ме отече. Чекай да видам. Кој е вој се? Ало? Ало? Да, јас сум. Благица. Не Благица Павловска. Која ти треба тебе? Благица студентски прашања. Таа сум, баце. Ама звониш после работно време. Кој ти го даде бројот? Овој ми е приватен. Како? Панче професорот. Чекај малце, извини. Панче професорот, брат. Абе, тој не ли е у затвор бе за пипкање студентки, бе? Абе, не ме заебава, им бараше на сите студентки, ако не му дадат, им бараше 100 евро у плико. Абе, не е нормален. 100 евра, бе, у тоа време, знаеш ове 100 евра, бе, цела недела можеше да јадеш. Сега 100 евра, еден ден кафана, ама не му ги давам, бе, перверзњак еден. Чекај овој да видам. Ало? И викаш Панче ти го даде мојот број, а? Утекнало на мене, а? Ај, кажи, шо ти треба теја? А диплома за завршен факултет. Шо не ти се учеше на времето? Ако бе, браво бе, честито. Те назначиле за директор. Ако, браво. Од која партија? Не, да, глупости прашувам. Не, мора да е владеачка, мислам, сигурно нема од опозицијска да те стават. Ама се си била, баце, се си била, знаеш како идат кај нас? Ке си платиш, се си има цена. Затоа ние имаме комплет услуга за едни политичари, баце. И за други граѓани. Диплома за основно, за средно, за факултет, за англиски, за магистерски, за докторат, за шо сакаш, баце, за шо сакаш. Ева, например, за една партија што им имам средено дипломи, а би имаат кадар НАСА да ја водат, баце. Толку се стручни. Мислам, не се стручни, не дали Боже, ракетана да ја возат, има да падне насред Пентагон. Ама, баце, формално се покриени. Ај сега кажи ти зашо ти треба тебе диплома. За психијатар. Опа, баце, те назначиле за директор. Баце, 20 години како продавам лажни дипломи, вакво барање за психијатар не сум имала, да ти кажам право. Абе, те стајле директор на Бардовци. Секако, па така де така. Така треба да си стручен. Така бе, баце, така. Баце, нова мито и корупција у државава, сите сме луди. Ама нема кој да не прегледа, баце. Како? Колку пари ќе ти? Абе, обично дипломата за факултет се движи од 3000 до 5000 евра негде. Например, за правник ти е наевтина, тоа ти е 3000, зашо знаеш дека студиите ни се од 0% доверба. За доктор обичен ти е 4000, зашо и таму имаме недоучени многу. За градежен инженер, например, таму тоа е 5000, пошто знаеш дека многу се цени кај градоначалниците. Ама за психијатар, знаеш како е, бат. Ке си купиш диплома и една работа ти е сигурна. И да ти ја земат дипломата. И да отидеш у затвор, до сега никој нема отиден у затвор, бате, за лажна диплома. Знаењето ќе ти остане. До сега директорските плати ти се околу 2000 евра. Значи со 2 плати ја вадиш дипломата. Мислам, твојата со 5 плати, баце, ќе ја извадиш. Твојата ќе биде 10.000 евра, баце. 10, не викај, 10.000 евра. Ало, се смирили? Абе, баце, шо ти е? Абе, нема. Да, бе, абе, се ке си добиеш, бе. 10.000 евра. Подпишана од деканот, заведена у сите книги и во МОН, валидна. Да бидеш на чело со сите ненормални у држава. Мислам, да го водиш Бардовци, да добро. Мислам, како да ти кажам, баце, по избориве многумина ќе се прават луди за митото и корупцијата што ги направиле, па ќе им треба некој да им подпише дека се луди, бе, баце. А еден подпис дека некој е луд и дека не треба да иде у затвор, ке чини, баце.
А кој ќе подпишува? Ти. А тебе кој треба ти дае пемпеле да подпишуваш? Ја, Благица студентски прашај. Така е, бас. Така. Епа 10.000 евра и дипломче за психијатар. Така е, баце, така е. Така е. Подато си пушти ми на Вибер и утре околу 12 можеш да дојдеш да си ја земеш. Парите ќе ги однесеш кај 9 браќа у менувачница, со назнака за Благица. 9 браќа. Да. Ај со среќа нека ти е директорувањето, баце. Ајде, и шо поише будали толку поарно. Ај. Се ненормални, бе. Еј, престани да звониш, бе. Видеа, бе, ти филер стајала гуска една. Аман. И на работно место не може човек да најде време за себе. Звони ко да умрел некој. Ало. Ништо не те слушам, ало. Аман, човеку не викај толку. И не збори брзо, и плукне тоа мастиката. Немаш мастика. И сега шо ти правам? Шо ти правам? Точак ли сакаш да ти купам? Точак да ти купам? Тоа ти реков. Ајде, диши. Диши, смири се. Смири се, диши. Диши полека. Ајде, така. Ало, не диши само ко манијак некој. Диши како кај пулмолог. Ете така, ајде, диши. Ајде, диши. Ајде, успори сега. Диши. Сега застани малку, задржи. Држи. Абе, те заебавам. Ја те заебавам. Ти се молам, господине. Ние сме институција, бе. Кај се видел некој да се заебава по македонските институции? Ај сега кажи кој бараш. Градска. Бараш градска. Шо градска? Градска библиотека, градска автобуска, не си јасен. Како онкологија? Немаме тука онкологија. Не. Доктор Менгеле у државна, не. Овде се све фини доктор. Травматологија бараш, не бараш онкологија. Па така кажи, господине, имаме травматологија. Полна ко брод, ко Здравко Чолиш да има концерт. Така слушам. А со кого зборуваш? Лично и персонално, дежурна главна сестра Лидија овде на травматологија. Ја шо ќе кажам и поп шо ќе закопа тоа е, господине. Од мене поглавен е само директорот на болницата, ама кој е тука. Кога не е тука, сестра Лидија пали и гаси. Човеко, ќе се качиш и ќе ме видиш. Лидија, качи се на трети кат па види ја. Јас сум ти попозната како Лидија пали гаси. Јас сум таа што може да ти обезбеди кревет и јастуче. А чаршаф инфузија од дома ќе ти донесе. А не бараш за тебе, за татко ти бараш. А има скршена нога и болки. А и ќе мора да го примиме са бајле да му прават операција. Колку години има другарот татко? 78. Па шо се заебавате, бе, човече, бе, за малце ли ќе го местиме стариот, бе? Кој ќе те кошта поправање, него испраќање? Ќе го оперираме, ќе го исправиме, јо? Утре пак ќе ти падне. Океј, те разбрав. Ти треба кревет. А народен херој. Па не знаев. Важи, ќе го сместиме. Чекај. Реков ќе го сместиме, ама не ме дослуша, господине. Ќе го сместиме кога ќе се ослободи кревет. Сега се е полно. Ко умовар за пасоши. А докторот ти рекол дека јас ќе ти завршам работа. Тој доктор секој ден ме е 1 април. Шегаджија.
спремен си да се реваншираш? Па шо не кажеш, бе, господине? Абе, шо не кажеш? Абе, смири се, полека, се е супер е се. Смири се, ке се реши. Хајде, еве се сетив сега на нешто. Ја тебе кревет, господине, ти мене кревет. Ја тебе all inclusive за народниот херој, ти мене all inclusive. Утре са бајле, ке си дојдеш карши болница. И ке бараш туристичка агенција 9 браќа на па 2 браќа. Ке влезеш внатре, ке го бараш братот од лево арта и ке му кажеш 3 кревета all inclusive за сестра Лидија. 7 дена понудата за певко хоришче. Да, знаем која е гледа. Да. Ете. И ке ти дадат ваучер. Ваучерот ке му го ставиш на татко ти у горното џепче у пижамчето. Да знам кој е човекот. Ете, пижами од дома ќе си носи. И ке ми се јавиш. Ке го оперираме. Ке го сместам убаво креветче. Договорено. Супер. А докторот не знам, со докторот посебно ќе се договориш. Мислам дека не работи он со агенцијава, ама со меневачницата до нив работи. Не се кире, татко им на 9 браќа ја држи. Така да ти у сигурни раци си господин. Се е супер. Хајде сега имам друг повик. Хајде. Времето е пари. Мито. Октоподче мое. Не е веќе смешно, нели?